Благодарам, председателе, почитуван заменик министер, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Овој пат мислам дека не е локален, регионален и има некоја грешка таму во амандманот. Да, стои локален, меѓутоа е регионален пат. Регионалниот пат од Гевгелија до село Ново Конско, сакам да го појаснам и да кажам зошто го поднесувам овој амандман. Овој пат, како што реков, регионалниот пат од Гевгелија до село Ново Конско е амортизиран и тесен пат со многу неравнини. На неколку места, поточно на острите кривини, беше прошируван, но тоа не е доволно за безбедност во сообраќајот. Овој пат го поврзува, како што реков, градот Гевгелија со селата Моин, Ново Конско, Ума, Серменин, туристичкиот локалитет Смрдлива вода, скијачкиот центар Кожув. Преку овој пат се оди исто така и до село Старо Конско и до Браната Конско, која пак ќе биде дополнително место за развој на туризмот. Почитувани, сакам да знаете дека Гевгелија како град го посетуваат голем број туристи, домашни и странски. Според статистичките податоци кои располагаме, петти град е во Република Македонија по бројот на посети и ноќевања од страна на домашни и странски туристи. Овие податоци покажуваат како и на кој начин треба понатаму да се развива Гевгелија. А за да се развива туризмот, за да привлечеме туристи, треба да имаме добра инфраструктура и добри патишта. Всушност и од оваа причина најмногу го поднесов овој амандман. Поради развојот на планинските села и туристичките места Смрдлива вода, ски центарот Кожув, патот од Гевгелија до Ново Конско стана поризичен и не е само причина, туку постојат и други причини, поради кои го поднесов, ќе напоменам неколку. Прво, по него поминуваат автомобили, камиони кои носат дрва, камиони за изградба на конска брана, трактори, велосипедисти, пешаци. Често настануваат сообраќајни прекршоци со тежки последици по граѓаните. Второ, голем број граѓани користат велосипеди како превозно средство поради рамната местоположба на градот и пријатната медитеранска клима која имаме. Овој дел од патот често го користат велосипедистите за возење и рекреација. Поради тоа, со неговото проширување, убаво би било да се предвиде и велосипедска патека. Трето, патот Гевгелија Ново Конско ќе стане уште пофреквентен со пуштање во употреба на познатата конска брана. Конска брана е едно од најголемите проекти кои се изградил во општина Гевгелија во последните 50 години. Сакам нешто да спомнам и за оваа конска брана, која е долгогодишна желба на гевгеличани и која е од исклучително значење. За прв пат идејата за конска брана потекнува од 1978 година, но оваа идеја стана стварност на почетокот на 2017 година, кога се започна со нејзина изградба. Инаку, Гевгелија располага со 12.000 хектари обработливо површина, но поради недостиг од вода се обработува само 1500 хектари. Конска брана не е само што ќе овозможи наводнување на Гевгелиското поле, туку ќе влијае и врз економскиот развој и развојот на туризмот во Гевгелија. Браната Конско исто така е дел од хидросистемот Гевгелиско поле, кој опфаќа 3 подсистеми за наводнување Гевгелија, Богданци и Дојран. Со нејзиното завршување ќе се обезбеди вода за вкупно 6500 хектари земјоделска површина. Големиот проблем кој го има гевгеличани конечно ќе биде решен со изградбата на оваа конска брана. Покрај за наводнување на земјоделските површини и дотур на вода, до бројните плантажи и фарми во Гевгелиско ќе се обезбеди вода и за Дојранското езеро, кој ќе оди по природен пат, а во иднина се планира и производство на електрична енергија. Заради скапата струја, пумпите во село Ѓавото, кои работат и испупуваат вода за дотур на Дојранското езеро, се исклучени 3 месеци, така да со пуштање на водата и во употреба на конска брана нема да има потреба од трошење на струја и од овие пумпи.
Исто така, како што реков и претходно, во близина се наоѓа излетничкото место Смрдлива вода, ски центарот Кожув, населбите Ума и Сермени, во последните 2 години интензивно се градат со можност за развој на руралниот туризам. Кон изградбата на овие села секако придонесе и пандемијата, која ги врати луѓето од градот кон селата. На овој начин општина Гевгелија ќе се развива, ќе се зголеми економскиот раст и животниот стандард на населението, ќе се унапреди здравјето и квалитетот на живење на граѓаните од овој регион. Но за жал, без пристапни патишта, намалена е можноста овие убави места да бидат посетени од домашните и странските туристи. Затоа реконструкцијата на овој дел од патот е многу важна и затоа го предложив овој амандман и затоа барам поддршка од пратениците од власт. Благодарам. Ви благодарам и на вас.